сега знае. Да сме осознати. Прво ја да ви благодарам и на вас и на собственикот што има може да се сетнем. Целта ни беше да дојдеме, наместо да видиме да збираме луѓе по митинзи, по едно по друго, целта ни е да видиме и каде се, и што работат, а сакаме да разговараме и со собствениците потоа нормално, да чуеме што се потребите на бизнисот. Киле Кузмиев носител во изборната единица 2. Анкица Трпковска, веднаш по него уштипи грб. Се кандидати во оваа изборна единица и сакаат чисто накратко ќе ви презентираат неколку ставови, а потоа јас исто ќе ви кажам моделот што ние како можеме да помогнеме да се развиваат бизнисите во Македонија. Вие плата не добивате од администрација, вие плата не добивате од неработење, напротив, платата се добива со работење во бизнисот, со производство, со услужни дејности и слично. Нашата задача е да чуеме што е потребно за уште подобро да одат бизнисите, што е она што треба државата да го гарантира, да го овозможи услови за работа, антимонополски мерки и слично. И што е она што државата треба и политиката треба да се тргне од бизнисот. Како да не спречуваме поголем профит, а поголемиот профит на фирмата значи поголема плата за вработените. Тоа ни е целта. Вашите пари да си бидат ваши, да се живеете од профитот и да си го потребувате онака како што сакате. Киле Повели. Добро, значи јас сум Киле Кузмиев, носител на листа на Либерална партија во изборна единица 2 и Дорче во тој дел. Значи се знае што најмногу ви интересира, да не плаќате казни и да имате помалку давачки за државата. Значи веднаш по формирањето на новата влада, прво што ќе направиме укинување на радиодифузна такса. Предпоставувам дека сигурно не би сакале тоа да плаќате или ќе државна радиотелевизија, нека се плаќа радио, нека се финансира од буџетот на републиката. Вака се финансира и од буџетот, и би зимаат радиодифузна такса башка. Втора работа, зголемување на породилното отсуство на 18 месеци, некако што е сега. Трета работа, намалување на сите казни, драстично намалување на казните и за фирмите, и за лицата. И да не биде веднаш казнување, туку да има превентивни мерки со укажување и да се упатат луѓето зашто да не ги прават тие грешки што ги направи. Четврта работа, укинување на екстерна процедура. И за основно за средно образование, тоа предпоставувам сите да сакате наметнато е, многу е глупо да некој што не полагал екстерно, носи закони, сите други да полагаат екстерно. Прво треба тие што ги донеле законите, додат на екстерно испитување, а после да ги донесат. Значи, да не должам, едноставно, треба добро да измерите, правилно да одберете, да гласате не за замена, СДС